Сакам кученце, желка и змеи. Јас сакам топол дом. Купете полиса за домакинство од Осигурување Македонија и помогнете за реновирање на еден дом во СОС Детско село. Тука сме. Осигурување Македонија, Виена Иншуренс Груп. Сокупно 8 големи надпреварувања, 52 средби и 118 голови на светските и на европските првенства е еден од ракометарите со најголем придонес во сениорската репрезентација на Македонија. Учесник во сите поголеми успеси на националниот тим и ракометар кој важеше за убедливо најголемиот борец на теренот. Секогаш подготвен да ја стави и главата каде што некој се плашеше да проба и со рака. Кога накратко би се правила асоциација, тоа е точниот водич кон одговорот на прашањето кој е нашиот денешен гостин, односно Филип Меркуловски. Добре дојдовте во нашето студио и драго ни е што ви имаме за гостин пред почетокот на светското првенство во Германија. Ке достигате на ова светско првенство, колку беше тешко да се решите на еден ваков чекор, односно да се повлечете од националниот тим? Па добро, не беше многу тешко со оглед на тоа дека јас и уште пред 2 години се откажав од репрезентацијата. Можеби тогаш ќе беше поповолен момент, бидејќи уште тогаш осетив дека не можам да играм на тоа ниво кој што играв во претходните години, бидејќи имав премногу повреди, некои поситни, некои покрупни, така да уште тогаш осетив дека можеби е време да се повлечам, но сепак ете се вратив, одиграв уште 2 години, едно европско, едно светско, така да мислам дека оваа година ќе беше премногу за мене, бидејќи оваа полусезона исто така се мачев со повреди, една утакмица играш, една не играш во Германија, така да и мене ми е криво, и мене ми е жал, но сепак кога не можам да дам 100%, не сум тој играч, не е фер спрема мене, спрема колегите и спрема македонската јавност. Пред 2 години исто така одлучивте да се повлечете, но потоа се вративте. Кои беа причините за тоа, односно кој ве убедуваше, дали тоа беа некој од селекторите или можеби вашите колеги од националниот тим? Така, тогаш Лино беше селектор, мислам, Франција, да. Убедувањето. Беше од моите најблиски, нормални од колегите. Одиграв уште тоа едно светско првенство, потоа Раул дојде како селектор, сакав со него да одработам еден дел од тоа европско првенство, така да него одбив и него, изиграв уште на европско првенство. Мисля дека тоа ќе биде можеби наше најголемо достигнување, но сепак имавме добра фаза, втората фаза помине како што помине и станавме на 11-12 место. Се сеќавате ли на дебито во националниот тим? Како беше да се биде дел од репрезентацијата на Македонија сите овие години? Па така, мислам дека прва селектор беше Драган Джукич. Беше на турнир Карпати Романија. Таму бев прв пат помикав од негова страна. Нормално бев многу возбуден, бев пресреќен, секогаш ми беше на секој ракометар, на секој спортиста да игра за својата репрезентација. Така да тоа беа моите први почетоци во репрезентацијата, после дојде Гино Стредовски како селектор и први квалификации, мислам, предквалификации беа, не знам, со Кипар, со Естонија, така нешто. Кој надпревар за Македонија ќе ви остане за секогаш во сеќавањата? Па не знам, ги има многу, ама ете може да одбрам тој надпревар во Србија 2012 европско првенство каде што го остваривме најдобриот пласман. Мислам дека беше надпревар против Чешка, последно трето коло од прва фаза, каде што мораше да победиме за да идеме понатаму. Го победивме тој надпревар, ја бев избран за играч на надпреварот. Мислам дека тој така ќе остане најзабележителен. Што беше она од кое црпевте мотивација за да одите секогаш на максимум на надпреварите во репрезентацијата? Па кога си игра за репрезентација тоа е единствено чувство, не го имаш тоа чувство во екипа, било тоа кога игра во Заметлург, било кога за сега во Вестар, репрезентацијата е нешто посебно. Треба да се доживее тоа, такви емоции, такви чувства ги немаш на нормален екипен надпревар. Секогаш
без разлика дали бил пријателски или натпреварачки карактер, за репрезентацијата давав 100%, бидејќи секогаш те гледа македонската едност, секогаш очекува 100% од тебе, некогаш било нормално полоше, подобро, но сепак сум играл на 100% на глава, така да имам чисто преспрема цела македонска јавност да кажам дека стално сум дал 100%. I knew you had the secrets in your eyes, so get on this ride. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors Македонија. Имавте многу големи надпреварувања, многу патувања. Сигурно имало многу интересни моменти кои што заслужуваат да бидат издвоени. Па не знам, да сме помилени многу заедно, ние бевме една генерација, изигравме заедно 10 години. Ја, Мојсо, Киро, сега дојда Столе, Деки, Георгиевски, сме помилени многу моменти заедно, имало нормално и среќни и тажни моменти. Не знам, ете би го извел тој 2012 петото место, после тоа пречекот на градска площадка, што стварно беше момент за незаборов, бидејќи да те пречека толку маса народ за пето место е стварно невидено. Ајде освоивме медал, па да рече што е тоа, ама за пето место кој знае да освоиме медал што ќе беше. Сте имале можност да соработувате со голем број на ракометари во дресот на Македонија, со кој ви беше најлесно да се разберете на теренот? Па добро, има пуно колеги кои што сум работел во репрезентацијата, јас сум веќе дел 10-15 години бев од оваа репрезентацијата, не знам, ете би го издвоил мој долгогодишен цимер Филип Лазаров, уште сум се работел добро со Ванчо Димовски, според мене пикерската позиција е можеби најбитна во ракометот, посебно голманската. Во текот на мојата кариера сум имал среќа да се работам со добри пивоти, со Димовски, Ракчевиќ, Стоилов, што сепак и мене ми олеснува доста работата и на сите други бекови. Понатаму Наумче Мојсовски исто така игравме долги години во репрезентацијата и во клубот. Со него имав една одлична соработка. Дури прекинавме да комуницираме вербално на теренот, се развивавме супер. Тие би ги извел како едни од највеќе што сум работел во мојата кариера. Што очекувате од репрезентацијата на Македонија на светското првенство во Германија? Какви се нашите шанси во состав како што имаме во моментов? Па секогаш македонската јавност има големи очекувања од сите првенства, било европско, било светско, што е нормално. Ние секогаш и можеби ветуваме големи дострели, секое народно апелување викаме сега е моментот. Сега настапуваме со нешто помладена репрезентација, што е за мене во ред. Тука се Талевски, Кузмановски како едни предводници од помладата генерација. Се очекува многу од нив, но сепак не треба да им се створи никаков притисок. Убаво рече Раул, има кој да преземе одговорноста, има доста искусни играчи во таа репрезентација, да ги оставиме младите да играат без притисок, да го покажат најдоброто од себе. И ете, за мене би бил успех ако ја поминеме таа прва фаза, кога што сега ова светско првенство е, знаеме, изменет стил на игра, бидејќи поминува само три репрезентации, доста потешко. Претходно беше 4 со 2 победи си во втор круг. Сега треба да победиме една европска репрезентација, така да е доста потешко, но сепак нормално треба да веруваме во момците, има доста квалитет таму и ете, дај Боже да се пројде таа прва група и понатаму е се полесно. Од кои ракометари очекувате најмногу на шампионатот? Па ништо е, нормално поискусните секојаш е тука Лазаров, Стоилов, Георгиевски, Филип Лазаров, Дејан Манасков, тие играчи што треба да го понесат товарот. Тука се и Талевски, што е за мене веќе и преоѓа искусен играч, бидејќи после него има 2-3 големи натпреварувања. Бундеслига, има играно доста утакмици, сепак искусен играч. Кузмановски исто така е долго со нас. Мислам дека
тие 6-7 души треба да го изнесат товарот и нормално тука е голманот Дристовски што еден од поискусните треба ти да го изнесат товарот и да оствариме што подобар пласман. Во кој ракометар во националниот тим го гледате својот наследник? Па добро, има доста квалитетни ракометари во оваа репрезентација. Може би како најприближен стил во мојата игра е Кузмановски, што може дури да даде подобро од мене, јас мислам, ако биде сконцентриран, ако е добро спремен, може да даде дополнителен, бидејќи малку поразличен од мене, може да даде дополнителен шмек во играта, да шутне од 9 метри, да извлече полуконтра. Сепак по него гледам како еден вид наследник и играч што може да ме замени. Каква игра може да понуди Македонија сега кога веќе не сте дел од репрезентацијата? Што ќе биде поразлично во однос на играта? Па би требало да може да донесе, поготово брзината и играта. Имаме доста млади играчи, одлични крила, според мене имаме топ 5 крила во Европа. Така да, мислам, треба да ја убрзам играта, таа полуконтра треба поише да ја влечеме, да постигнеме што полесни голови, што мислам дека премалку беа во претходните циклуси, бидејќи игравме малце поспоро, сега треба да играме без никаков притисок, добра одбрана, полуконтри, контри и така да го скршиме противникот. Имавте можност да работите со повеќе тренери. Кој од нив ви беше најомилен? Така во репрезентацијата се променија многу тренери. Не знам колку точно, но сепак имаше доста тренери. Кој ми бил најомилен? Ете, ќе ги издвоам тандемот Шундовски, Андон Бошковски, бидејќи со нив го остваревме најголемиот пласман. Петото место, потоа е тука нормално Лино Червар, со него соработував и 7-8 години во Металург. Тој исто така многу заслужен за македонскиот ракомет што се наоѓа на ова ниво, како во клупскиот, така и на репрезентативен план. Така да, ете, тие два тренери ќе ги знам. Сметате ли дека Раул Гонзалес е вистинскиот тренер со кој Македонија може да се пласира на Олимписките игри во Токио? Јас мислам дека да, според мене тој е веќе докажан тренер, освои европски шампион беше со Вардар, сега е во најголемиот клуб во Европа, во ПСЖ. Така да треба да му се верува. Раул е тренер што има концепт, што има визија, доста промени во нашата игра на подобро промени, така да мислам дека треба да се работи континуирано со него. Има уште 2 години до таа Олимпијада, до тој циклус. Ќе видиме нова светско првенство како ќе помине. Дај Боже да фатиме тие квалификации за Олимписките игри и да со него заедно да се пласираме. Мислам дека Раул е доста квалитетен тренер, може би најквалитетен во Европа. Треба да не биде чест што го имаме, така да продолжи со нас да работи со дечките и да ствариме пласман. Постои ли некаква можност во иднина да го видиме Филип Миркуловски одново во репрезентацијата? Може би во надпреварите од квалификациите за Олимписките игри во Токио или секако на Олимписките игри во Токио доколку се обезбеди пласман таму? Па не знам, многу тешко, тоа е веќе за Олимпијада веќе имав ја претходно 2 циклуса, не успеавме да се пласираме. Нормално треба да се даде шансата на помладите, според мене ако имаш некој неуспех треба да се даде шанса на друг, можеби тие ќе успеат да отидат на Олимпијада во Токио. Никош не вика не, ама многу тешко. Бевте еден од играчите кои оставија голема трага во играта и во историјата на екипата на Металург. Потоа преку ноќ моравте да замените. Како беше и колку беше тешко да се напушти преку ноќ автокоманда каде што оставивте голем белек? Па така бев дел скоро 12 години од Металург. Нормално таму поминав прекрасни години, поготово последните 6-7 години беа стварно одлични за мене. Дури никогаш не ни помислав да заминам во странство. Нормално имав и понуди уште претходно од Германија и од други клубови, но не ни ги разгледав што се вика. Така дојде преку ноќ тоа заминување,
финансиската криза се го стори своето. Никогаш нема желба искрено да занимавам Металург, но сепак се случи тоа што се случи. Заминав прво во Хановер и сега сум дел од Ветслар веќе 4 години. Во Германија се снајдовте одлично. Ветслар веќе верува во вас. Очекувавте ли да ја добиете капитенската лента на почеток на оваа сезона? Па искрено не очекував, но веќе сум 4-та година дел од Ветслар. Сакам кога сум на едно место стациониран, не сакам многу да менувам. Ветслар е една супер средина за мене и за мојата фамилија, одлично се снајавме таму. Луѓето во клубот се доста слични на тоа што се работеше во Металург и таму. Тренерот исто така, иако е германец, имаме одлични односи со него, одлични разбирања. Така да оваа година исто така ми дае чест да носам капитенската лента и да бидам капитен на Ветслар. Вашите колеги во вас гледаат лидер на теренот. Како е да се биде главен играч во тим кој настапува во една од најсилните лиги во Европа? Па така, оваа година имаме доста изменен состав, исто доста подмладен состав. Јас сум најстар во тој тим и сум капитен. Нормално има таму млади играчи кои што имаат доста за напредување и тие гледаат, исто така ме ценат и ме почитуваат исто како и во Македонија. Тоа ме радува. Малце поголема одговорност да се биде капитен на еден тим. Јас бев и на Металург порано капитен, така да знам како треба да се однесува спрема екипата, спрема фановите и спрема клубот воопшто, така да е поголем терет, но знам како да се носи. Какви се амбициите на екипата на Ветслар до крајот на оваа сезона? Па така, ние претходните 2 сезони имавме добри сезони. Пред 2 години завршиме 6-то место, што е голем успех за клуб како Ветслар. Лани игравме Final Four на купот Германија. Оваа година почнавме малце поспоро, малце понеубедливо во однос на другите години. Сепак амбицијата на клубот е секогаш да се биде на средина табела и што може поше погоре. Пред известно време подпишавте нов договор. Какви се вашите планови за воиднина? Па не знам, најверојатно кариерата бе заврши токму во Ветслар, бидејќи таму се осеќам одлично, фановите се стварно екстра, може да имаме топ 5 фанови во Бундеслига. Така да мислам таму да ја завршам кариерата, може веќе и наредната година да биде моја последна во кариерата, но сепак ќе видиме, имам до 2020 договор сега, па ќе видиме понатаму што ќе биде. Точно пред 2 години имаше обид за активирање на нов проект, клуб репрезентација со Металург. Но тој проект не доби на дело, односно не се оствари. Дали можеби има некаква шанса повторно да видиме во некој македонски тим и тука да ја завршите вашата кариера? Па да, имаше такви разговори пред 2 години, мислам, нормално со Металург. Не испадна како што треба, на жалост. Па не знам, тешко не би можел да кажам, освен Металург, не гледам друг клуб што би можел да играм во Македонија, не ни би можел, не ни сакам, така да таа варијанта е тешка, ќе видиме понатаму што ќе биде. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол.